Добри дојде во студио за моите гости Назим Рашиди, новинар и политиколог, односно политички аналитичар, и Башким Бакију, председател на Институтот за добро владење, го сгрешам. Заради тоа го читам. Добро, значи одиме прво со најголемата топ тема деновиве после излегувањето на одлуката на судот да ги прогласи за невалидни, незаконски прислушкуваните материјали, следуваа реакции од меѓународната заедница. Да ги цитирам, британците велат дека се работи за сериозни наводи, потребна е целосна истрага. Слично така и германската амбасада вчера реагираше, говорејќи дека ставно збор за тешки пристапи, американската, предходно Европска комисија. Сметате ли дека ова ќе биде одлучувачки фактор, тригер, еден вид кој ќе се однесува токму кон ВМРО да ги стабилизира, да ја стабилизира својата реторика, но институциите за кои долго време постојат критики дека се под нивно владење во нивните канџи? Добро, може да почнем. Да, може, да, повелете. Не знам дали ќе бидат одлучни, меѓутоа очигледно е дека нивните препораки се сериозни. И не треба да се анализират само нивните соопштенија во однос на последната одлука на судот, во однос на како неосновани да се земат прислушкуваните материјали во понатамошната постапка. Ако една година наназад ги гледаме реакциите и нивното заедничко делување во однос на препораки и јавни настапи кон нашата влада и целокупната политика, мислам дека беа сосема јасни и прецизни. Се останува должност на нашите институции колку тоа да се тоа е прашањето, сметате ли дека институциите мислам дека и во друг контекст може да се анализират овие соопштенија, бидејќи Европската унија е навистина загрижена во тоа што се случува и сака во иднина да има правна разрешница на целиот случај, особено бомбите и елементите на прислушкуваните и злоупотребите на власт. Зошто е тоа така? Затоа што ако нема правно решение, тогаш може да се ствара алиби кај другите идни политичари дека ова може да помине многу лесно. Ако нема правно решение, може да има импликации во регионот. Ето, премиерите на останатите држави кои што не опоружуваат да викат, видете, Европската унија ги затвора очите за вакви действија и тоа може да помине и нема никаква критика. И мислам дека понатамошната фаза ќе биде се покритична и се подиректна Европска унија визави Македонија, а мислам дека од друга страна политичката елита, особено таа што е на власт, ќе се обиде постојано да се пролонгира целиот процес, обструира фактички со цел да нема некое правно решение, особено пред избори. Добро еве. Може контрареплика во таква ситуација, во таква состојба, деликатна состојба во која се наоѓа Македонија, чувствителна и со вакво владение, потези кои би ги влечела власта, има ли шанси за разрешница, за мирна разрешница ВМРО, односно Груевски и сите негови најважни луѓе, министри да се повлечат без големи турбуленции и да почне да ако го гледаме процесот од малку подолг период, очигледно притисокот и сите овие реакции кои доаѓаат од меѓународната заедница во суштина се показател дека колку ќе биде тешко власта да ги прифати тие правила што во суштина се договори да ги имплементира. Сега очигледни се овие сигнали дека нема да биде лесно. И мислам дека меѓународната заедница ова веќе го знае и заради тоа делува прилично брзо. Малце и пред време, ако сакаме така да го видиме, и пред време, иако нема многу време, но сепак бидејќи не очекува кај еден круцијален момент назначувањето на специјалниот обвинител. И ако ние за секоја точка гледаме дека има толкава дебата и толку крчкање, а во суштина требаше до сега да биде решено, замислите што ќе се случи кој ќе стапат на сила, и кој ќе биде, што е исто така многу
многу деликатен момент во овој процес. Како власта ги гледа овие моменти? Заради тоа, мислам дека притисокот ќе биде очигледен, но од друга страна, барем за мене е читлива реакцијата на власта, бидејќи очигледно што подолго ќе се одуговлечи овој процес на преговарање, најверојатно они мислат дека ќе спласне целата таа еуфорија која на некој начин можеби и се створи пред одморите и на некој начин ако одиме на избори, тогаш сигурно ќе имаат поголем бенефит. Но ова за мене е многу гледање на работите од многу како да се изразам, не демократски, ама не само тоа, него не визионерски. Бидејќи можеби Македонија и било која политичка партија да реши еден проблем сега, кој ќе биде минорен, ако можам така да се изразам, а не се проблемите минорни, но во суштина ќе пати општеството долгорочно. И мислам дека време е сите во Македонија да мислат малце подалеку, а не само за себе, а до сега гледаме политичките партии, повеќето од нив ги гледаат само нивните интереси и токму заради тоа е моментот да се биде визионер и стварно да се покаже малце доблечност ако се сака оваа држава. И капацитетите треба сите да ги покажат. Тие што се во судската власт и сите други власти. Во суштина, ние имаме проблем со овој концепт и мислам токму заради тоа дека реакцијата можеби во јавноста и не е толку бучна, политичките партии го манипулираат целиот процес. Да. Сакате да додадете нешто? Не, дополнително може би односно тоа што го кажа и Назим, бидејќи даде сигнал и Европската унија преку нивните представници во Македонија, односно амбасадите, дека со овој чекор, односно со таа одлука на јавното обвинителство, ќе се можеби ќе се комплицира, односно ќе се оттежни работата на едниот специјалниот јавен обвинител кој што специфично ќе треба да се занимава со прислучкуваните материјали. Затоа можеби има правен лек сега до апелација, па истото да се врати назад, меѓутоа просторот и времето е многу кратко, а исто така е кратко и времето за избор на тој јавен специјален. Но во меѓувреме гледаме има последната вест исто така дека обвинителите веќе поднесуваат жалби за околу одлуката на судот. Да, токму така, значи има простор за тоа истото да се врати, но тука ќе може да се види, односно анализира во наредните донови колку реално е моќно влијанието на власта врз судската власт и обратно колку судската власт е независна. До сега е видено колку е влијанието, нема допрва да го констатираме. Па ова е индикатор дека зашто тогаш ќе го избираме, дали ќе ни треба специјален јавен обвинител кој што ќе треба специјален суд или пак е потребно специјален суд кој што автономно ќе работи само со прислушуваните материјали, можеби со посебен закон, меѓутоа чии одлуки ќе бидат крајни и извршни, бидејќи колку и да биде независен, односно колку професионален, колку да биде со добар тим тој јавен специјален обвинител, сепак во вакви препреки, во вакви оттежнувања ќе се соочи, без разлика дека тоа е веќе нагло и апла, веќе и општо дека можеби има некакво влијание извршено врз судската власт, но сепак во текот на целото владење, односно во текот на овој период на 6 години, можеби извршната власт толку добро или пак индиректно ги знае да ги контролира, за тие одбивно да се однесуваат на било која иницијатива на едниот специјален обвинител кој што ќе се занимава со прислушкуваните материјали. Добро. Иднината на Македонија е во судската власт и мислам дека сите тие луѓе за кои веќе за некој од нив се вели дека се честни, дека се дел од таа афера, во суштина да се покажат дека се стварно или дека имаат државнички капацитети
и да имаат мок или да покажат мок над сите други власти. Бидејќи нив ги брани уставот и сите закони. И во суштина, замислете каква перцепција има кај граѓаните и зошто нивното делување е битно. Ако се толку битни чинители во општеството, а сите признаваме дека ако се бранат од законот, ако се бранат од уставот и ако теоретски никој ништо не им може, а во суштина они немаат доблес да покажат капацитети на државност и демократичност. Државотворност. Да, државотворност. Тогаш каде оди ова општество? Што може да очекуваме од другите институции кои сепак се водат под други алки и некој други ги води? Да, ова судскиот систем е практично независен. Да. Токму заради тоа тие луѓе веќе треба да покажат или моментот, историски момент но е не да покажуваат. Во таков случај, мислам дека сите овие реакции на меѓународната заедница на некој начин се поддршка за нив. Да им се каже, охрабрување, бидејќи им кажуваат дека ова е момент на вас, ова е, како да кажам, ова е момент на вашето херојство, ако сакате. Да се одбрани тоа што може од се што се случи. Професијата и општеството, не само професијата, него целото општество. Мислам, ова е веќе преку нивното општество, преку нивната професија. Да, може би тука во наш контекст, во македонски контекст или балкански, треба да се анализира моќта на извршната и на судската власт. Логично во сите развиени демократски земји од типот на јавните обвинители, специјалните обвинители се луѓе кои што имаат бодигарди, луѓе кои што имаат телохранители, бидејќи тие се соочуваат со мафијата, што практично кај нас е обратно. Политичарите имаат такви телохранители, бидејќи може би се плашат од но во овој случај може би специјалниот обвинител би имал некаква заштита, сигурностна заштита. Добро. Ајде сега се извинувам, докажете. Не, сигурностна заштита меѓутоа сакам да кажам во тоа што го кажа државнички чекори менталитет, бидејќи толку е моćна политиката, има влијание дури и во извршната власт што веќе се ствара како мислите во судската. Во судската власт што можеби се ствара као нормално и као политичка култура во нас, што реално и практично во секоја развиена земја обратно би требало да биде и треба да се наоѓат моменти на одговорност. И сега клучниот момент во кој што политичката елита треба да покаже доблес за државнички чекор, односно повлекување. И политичката и судската, како што вели господин Рашиди. Ајде околу вие сте аналитичари, добри познавачи на албанскиот политички блок и воопшто албанската сцена. Кои се вашите информации во последната вест која дојде од ДУИ дека вриело во ДУИ, имаше некакви неофицијални, можеби премногу таблоидни информации, но дека имало тепачка во ДУИ, дека бил нападнат Ахмети дури, нели има вриења, долго време има вриења, има голем број оставки и делот функционерите во ДУИ имаа давано и оставки. Значи, има некаква поделба на ахметовисти, ако така можеме ги наречеме, луѓе кои го поддржуваат Ахмети, можеби и поделбата е останатиот дел, фракцијата на командантите, кои не се согласуваат со потезите на Ахмети, на Муса Џафери, всушност на луѓето кои се високо во власта. Добро, сега за да се коментира случувањето во албанскиот блок, може би не е доволно само една емисија. Очигледно дека во албанскиот електорат и во функционирањето на албанските политички партии во рамките на нашата држава, веќе се некои индикации на онака можеби културно-политичка транзиција и генерална транзиција. Бидејќи ДУИ во моментов, односно во периодот додека владее со ВМРО ДПМН немаше практично некоја силна опозиција и де факто опозицијата кога велите опозиција, мислите на албански електорат, коалициониот партнер, така, на ДУИ мислите?
На таква опозиција? Не, опозиција во албанскиот политички блок. Значи, добро. ДТ, која што практично не беше силна и не беше сериозна закана за да го поремети рейтингот и моќта на ДУИ. Да. Таа опозиција се ствараше уште од тогаш, значи уште 2006, односно 2008, внатре во ДУИ. Континуитетот на соработка на одредени функционери во ДУИ со ВМРО-ДПНМ во коалиција ствара некоја инфериорност кон одредена група, која што актуелно, односно практички може би, односно кулминира таа незадоволство, особено со последните бомби на Заев. На Заев, кои се во кој што однесуваат на одредени на функционери, Ахмети, одредени функционери не се чувствуваат погодени, бидејќи не биле дел ни од извршната власт и сакаат нешто да промовираат ново. Во однос на тепачките не би сакал да коментирам, и се уште нема... Тоа е илустрација на вриењето, всушност. Но ова е моментот, бидејќи, значи, Тоа се потврдува во однос на моќта визави опозицијата, но практично има некоја одговорност во функционалноста на владата, бидејќи таа е дел од Токму заради владата. тоа ве прашав дали опозиција на ВМРО, од друга страна, доколку нема јасни индикации, бидејќи практично немаше доволно бомби за ДУИ во објавените бомби на Заев, но имаше доволно за ВМРО-ДПМНЕ, а практично секоја влада не може да функционира поединечно. Нели цело е кога има се, кога сите се во влада. Тој дел кој што не бил во делот на извршната власт, практично дава сигнали дека ние не се чувствуваме као дел од тоа, дел на таа одговорност која што може би е целосна на ВМРО, но не може да се отпише и ДУИ во таа. Значи ли тоа дека му дел од функционерите, веќе реков дека дадоа оставки, со тоа му свртија грб на Ахмети, но дали значи дека тоа се шири тоа незадоволство и дека се климава фотелјата на Ахмети? Мислам дека има две моменти. Едниот е дека општеството или албанскиот електорат очигледно и се повеќе покажува незадоволство. И луѓето, партиските луѓе кои се можеби повеќе на терен, тоа повеќе го осеќаат и токму заради тоа е и нивната реакција. Од друга страна е тој втор момент кој сепак покажува дека ДУИ не може да не биде одговорен за повеќето процеси кои се одвиваат во државата. И токму заради тоа ова конфликтност, да наречам, ја ствара таа тензија внатре во партијата која очигледно луѓето ја гледаат и ја осеќаат. Неминовно е и нема илузија, и мислам дека и самите партиски луѓе немаат илузија дека целиот албански електорат има огромно незадоволство во целата политичка елита, каде што ДУИ, поради фактот што е дел од власта, тоа највеќе го осеќа. И луѓето заради тоа реагираат, но дали тоа ќе се спроведе или ќе биде во ниво што стварно ќе има некакви внатрешни реформи, тоа е големо прашање. Ја мислам дека сите овие реакции што вие ги спомнавте се малце таблоидни и никогаш не може да се потврдат, но самиот факт е дека реакции има и off the record кога зборувате со повеќето од нив, они тоа ти го признаваат. Зошто? Бидејќи ова дел од нашата реалност. Има и тука друг еден момент кој треба да се спомне. Така функционира општеството во Македонија, каде што големиот дел на вината, ако можам така да се кажам, сепак останува врз македонскиот партнер на владата. Не со ова во никој случај не сме да се амнестира тие другите, но ова е сентиментот кој покушава со кој се покушава да се некој начин функционерите на ДУИ се обидуваат да се оправдаат, бидејќи има момент каде што се бара, условно кажано, од албанските политичари, кои, како што реков, се тотално делегитимирани во очите на јавноста и електоратот, но од нив се бара да заземаат исти ставови како и политичките партии македонски, а во суштина нивната моќ реална во
екзекутивот, па и другите делови не е толку еднаква. И ова исто така ствара лоша перцепција кај луѓето, бидејќи повеќето од политичарите албанци кои биле дел од власта сакаале да се покажат дека се моćни, но користејќи го грбот на ВМРО ДПМН. Но во случајот илузорно е да се бара од луѓето да се свати ова ситуација, бидејќи кого и да прашате од албанските граѓани во Македонија, ситуацијата ја опишуваат исто како и сите другите. Очигледно е дека во моментот прерогатив на политичките субјекти е нивните интереси, е нивниот интерес, отколку интересот на граѓаните. И ова луѓето го сваќаат. И токму заради тоа, овој притисок ствара такви тензии внатре во партијата. Но да заклучиме, дали веќе ве прашав, има ли можност ситуација во која навистина би имало опасност, би го темнела опасност Ахмети, целата оваа фракција да се обиде да го тргне од престолот? Не, зависи од тронот председателски. Добро, со оглед на, како што кажав и претходно, сериозноста на групирање на различни политички партии, промена на гласачкото тело, генерации нови кои што можеби поинаку размислуваат, генерации кои што можеби не знаат ништо за војната. Тоа е веќе стратегија на самата политичка партија. Сега зависи какви чекори ќе заземе самиот лидер на ДУИ, односно Али Ахмети. Дали ќе иде со сосема нови личности кои што ќе се промовираат. Но тој би останал во случајот? Тој би останал или пак би промовирал нова политика со нови личности, или пак би отишол со луѓе кои што во текот на постојањето на партијата постојано биле во одредени функции, а веќе се ствара големо незадоволство кон албанците во целина и кон самото гласачко тело на ДУИ. Сега тоа е веќе тактика на самата партија како ќе оди. Може би едното и другото, може би тоа е нож со две оштрици. Но не гледате закана лично за Ахмети, тоа ми е прашањето. Не верувам дека би можело да се случи. Мислам дека и внатре партиските ситуации во момент кога до сега никој или немало таква клима на презентација на такви личности кои би можеле со личното да го наследат Ахмети, да наследат значи во таква ситуација најверојатно и кога се ствара ваков антагонизам повторно партискиот интерес ќе превладе и ќе речат ајде ќе одиме со тој лидер што најверојатно повеќе ќе ни привлече гласови или може би има поголем капацитет на партиски. Но оваа ситуација мора да се види малце пошироко, бидејќи во ист момент треба да се постави прашањето ако луѓето не сакаат да гласаат за едниот, за кого би гласале. И за жал албанската опозиција во Македонија и целиот опозицијски блок уште не може да покаже нова реторика, што е многу битна, и многу нови идеи. И токму заради тоа, мислам дека во наредните избори тоа што ќе се случи е можеби ќе видиме најголемото распарчување на албанскиот електорат до сега. Наместо обединување. Тоа значи дека најверојатно во собранието ќе имаме повеќе политички партии со помал број на пратеници, каде што најверојатно едната политичка партија ќе има малце повеќе, но во ниеден случај тоа нема да биде тоа што сега го имаме или толку голем број гласови. Еден момент што е многу интересен и што најверојатно повеќето луѓе не го анализираат е моментот што толку е големо незадоволството кај албанскиот електорат што јас тоа го слушам се повеќе е дека голем дел или одреден број на урбано население од албанците дури се спремни да гласаат и за македонска партија, ако гледаат соодветни
пораки кои ќе ја надминат Да, ова соодветна етничка понуда спрега или етнички конфликт кој цело време очигледно е сега намерно се форсира за да можат одредени политички партии да придобијат. Ова што го велам сега не е феномен, но е показател колку е големо незадоволството кај албанскиот електорат, што дури може да се случи и такво нешто. Без разлика што овој процент ќе биде многу мал, тоа покажува дека сепак во Македонија во политичка смисла треба да се појави можеби нова алтернатива. Зошто не ви се допаѓали зошто не би ви се допаѓал ваквиот тренд кога албанците би се екипирале, би се мобилизирале во друга политичка партија, но да биде македонска? Зошто мора да има етнички предзнак некоја политичка партија? Мислам дека за вакво нешто да се случи тоа е добра вест, но иако е лоша за дуи, но е добра вест за надминување на етничките разлики. Ако ова се случи, веќе ова треба да биде товар на македонските политички партии и ова треба да биде јасно. Бидејќи како мнозинство во Македонија, либералните контексти или отвореноста треба да дојде од македонски се разбира, партии. и токму е добро да добиете. Ако тоа се случи, мислам дека може би поради моментот да дојдеме во тој, како да кажам, во тој момент каде што може да се појават во сцената и меѓу етнички или мултиетнички партии, но мислам дека товарот треба да биде на македонското општество. Зошто? Морам да објаснам тука. Замислете ако се појави една мултиетничка партија во Македонија. И ако слушаме македонец кој што ги брани албанските права, условно кажано, под каква скрутенија ќе помине тој или таа личност од македонскиот блок? Од македонскиот дел од општеството. За големи пресврти се потребни храбри луѓе, храбри потези. Во таков случај, заради тоа викам дека ако албанскиот електорат покажува моменти и детали за такво нешто, товарот е во македонското општество. Да се сетиме, само се извинувам, вие можете потоа да му реплицирате, да се сетиме само на потегот, односно изјавата на Заев, кога каже дека албанскиот јазик треба да се учи во градинка, имаше навистина една голема лепеза, особено на интернет медиумите каде што беше но мислам дека тие политички субјекти треба да бидат отворени и да кажат. Јазикот треба да го затвориме еднаш за секогаш. Де факто е дел од реалноста во Македонија, може да биде и де јуре, нема никаков проблем. Такви спреги имаше со знамето, па еве сега ништо не се случува. Никој не ја заканува Македонија ако некој друг добива малце право, а ти мислам го имаш тоа право, но мислам дека оваа реторика треба да дојде од македонскиот блок. Ако тоа не се појави, ние повторно ќе се навлекуваме во дебати, меѓуетнички дебати, кои меѓуетнички дебати во суштина ќе ги помогнат овие политички партии, ова политичка елита да се скрие зад тоа што се случи. Собственото владење, така. Не би требало само од македонскиот политички блок, бидејќи потоа добиваме сигнали дека само тие треба да бидат водичи, што ја не се согласувам. Лидер може да се појави од било која етничка група, без разлика дали албанец или македонец, но генерално за вакви појави мислам дека политичките елити па и населението не е на тоа ниво и се уште сме во транзициона фаза. Зошто? Затоа што се уште има проблеми кои што се карактеризираат како етнички, бидејќи меѓутоа не се довршени. Често пати јас сум критикуван зашто политиките на добро владење ги земам од агулна етнички аспект. Меѓутоа практично е така. Ние се очуваме ако гледате Скопје од дозгора каде и како е развиено, веќе се гледа разликата дека и автобуската станица е различна од Сарај и Ѓорче, дека Сарај нема ниту една градинка, а Ѓорче има веќе 7-то и односно 8-то најмодерно. Затоа овој чекор
Мислам дека е рано сега да се За да говориме направи, кога но за не, права, но кога не- кога немаат елементарни услови Да. за живење. Но, но не- дебатата Но треба... правото е Значи, исто така да, и исто. слободите се... Но дебатата Но, треба да елементарни. биде од човечки аспект, тоа што баш Да, ќе да, покажува, да. да Да, има излезе македонски лидер на одредена македонска партија и да каже дека во Сарај треба да биде иста градинка, бидејќи детето од 6 години е дете од 6 години, А дали не е македонец албанче или и дали е македонче. албанец. Тоа се Но оваа генерал- реторика мора да ја води политичка структура од македонска страна за да ги ослободи од предрасудите Не, или од тоа е било елемент- каков менталитет тоа е прво македонците. Елемент на користење на јавните добра, кое што практично државата треба да им ги дате на граѓаните услуга, јавна услуга. Меѓутоа има политики, програми и прашања кои што од етнички аспект не се завршени, во кои што ќе ги засегат. Значи албанците и може А би добро, понатаму. видите, Теута Арифи не беше прешувана и од неа не беше баран ни отчет и беше критикувана заради тоа што е албанка. Токму така. Понатаму според актуелниот изборен систем и изборен модел и географското распределување на гласачите, мислам дека таа политика ќе биде неуспешна. Од друг контекст на прелевање на одредени албански гласач кон македонски политички партии, мислам дека многу мал е процентот кој што вистински ќе гласат, а одредени реакции и движења според мене, значи тоа е мој став, се патетични. На кои мислите, на кои движења и одредени? Па нели сега и Политички. Назим спомна дека одредено гласачко тело албанско оди кон македонски политички На тоа мислите? членови, да. Во кој смисол мислите дека се патетични? Па од разочарованоста во моментов кон целата политичка елита и неможноста да се снаоѓат. Не мислите ли дека тие ги надминуваат етничките прашања и Не верувам, бидејќи тоа беше значи особено Исклучително овој период Добро. на движењето на опозицијата, односно на политиката на опозицијата, без никаква моќ. Зошто се Значи, исклучуваат? Заев во почетокот имаше голема поддршка. Дури на протестот има релевантен број на албанците кои што беа на протести. Дури изјавата, неговата изјава, но тоа е лично и за почит индивидуалниот став на Заев. Друго е политика на СДСМ. Но зошто ги исклучувате во овој пакет? Воопшто не говорите за Зијадин Села, за Руфи Османи, за останатите политички лидери, зошто тие не би се наметнале на сцената? Тие се дел од сцената, ама не се наметнуваат. Но не се наметнуваат. Зошто? Зошто? Бидејќи политички. прашувам. Зошто? Затоа Да. што изборниот модел во момент Мислите дека е проблем изборниот модел, а не нивната харизма, нивниот капацитет, потенцијал? Сега не може да се вреди, бидејќи политичките фигури се менливи. Веднаш може да се роди нов... Мендохтачи не е менлив, како што гледам долго на време на политичката сцена. Добро, но и гласачкото тело тогаш може да се менува. Меѓутоа, секогаш политичките партии кои прават пресметка, прават врз основа на наредните избори математички колку броеви, односно колку мандати. Да. И затоа ние Добро. имаме и таква ситуација. Дури и кризата е токму заради тоа, бидејќи секои си мислат за наредните избори, што како ќе бидат, дали ќе бидат на власт. Не, единствено Сакате нешто да додадете? да, единствено што треба да сакам сега да кажам во контекст на ова е дека новите или постоечките политички структури и тие нови што се јавуваат очигледно ја немаат визијата и реториката која луѓето ја сакаат и токму заради тоа не може доволно да се доискажат или да добијат поддршка во суштина од електоратот и заради тоа ја имаме оваа слика што ја имаме и имаме политички структури и лидери кои сепак се присутни, но не доволно да може да направат огромен пресврт. Во перцепцијата на луѓето, овие помалите партии на некој начин се гледаат као како да ја објаснам, дека кога сакаат да пораснат, сакаат да бидат уште едно ДУИ или уште едно ДПА. Клонови на големите партии. Тоа не оди веќе, бидејќи
самиот електорат се менува, култивира, албанскиот дел од да. популацијата е помлада. Да. Тоа избирачко тело Се менува има самата различни политичка култура, интереси, потреби. точно, различни ама визии. И практично. ако тоа веќе не може да се склопи, ја имаме ситуацијата што ја имаме како што реков, ако овака се случуваат настаните како што се досега, ние ќе имаме повеќе политички партии во собранието, но не една појака. Не се знае, пошто ако ги споредуваме уште пред 2 Сега како години, што е? ситуацијата во моментов е сосема различна. Пред 1 година, значи како што реков Дуи, опозицијата ја имаше внатре во себе, речиси ДПА не постоеше како опозицијата, ама веќе 2 години после тоа имаме разновидност. Излезе БСК, Да, имаме распарчување на села, имате партијата на Руфи Османи, повторно се Имер Салмани. Имер Салмани не се знае дали ќе Има може најави да за даде. една меѓуетничка партија која ќе се појави, И може тоа- би ќе има некаков ефект. И тоа Мултиетничка партија се изјавува. фактички од истражувачки аспект, бидејќи се занимавам со испитување на јавното мнение, непредвидливо е што ќе се случи дури во однос на рейтинзите, дури и утре. Бидејќи процесите, диалогот, сето тоа влијае и во гласачкото тело. Бидејќи имате едно гласачко тело, можеби кој што го идентификуваат политички партии кои што се ориентира клиентелистички, меѓутоа имате гласачко тело кој што навистина сака вистински промени, но го бара местото, просторот каде да го даде гласот за тоа да се канализира. Сега затоа е непредвидливо и може со една бомба да се поремети целата наредна бомба, да го продолжи, да, или пак одлука или сцена која што ќе ја поремети ситуацијата. Затоа сметам дека после решавање на ова политичка криза, особено после 15 ингеренциите, што може да превземе, ќе биде јасен показател што ќе се случи во целиот електорат, вклучувајќи и кај албанците, па и кај И во овој контекст, само последното прашање, сметате ли дека Дуи сега кога влезе опозицијата веќе во парламентот, ќе ја обструира опозицијата и повторно ќе ја подржи, ќе ја задржи својата коалиција со ВМРО-ДПМН? Не верувам. Мислам дека нема индикации на задржување во смисла на некоја активно, барем настапите на Дуи и отпеувањето на бомбите беа индиферентни. Се случило, меѓутоа имало поделба на власт. Но од друга страна власта е заедничка, нели? И мислам дека трендот на делување на Дуи слично кој продолжи како некој не медиатор, меѓутоа ќе балансираат, не балансирање структура која што не се меша, туку нема да заземат став. Да, нема да заземат став. Но сепак ќе треба да гласаат во парламентот. Тоа е прашањето. Да, тоа е прашањето, ќе зависи како ќе делуваат. И тоа ќе биде можеби индикација на некој конфликт внатре во Дуи кој што веќе можеби Ахмети ќе ги испорача веќе барањата на фракцијата која му се создала долго време, токму во парламентот. Тоа ќе видиме очигледно дека како што рече Башкем, имаме момент цело време каде што Дуи на некој начин сака да ја одбегне сенката на се ова што се случува, но во собранието ќе треба да гласаат и тука ќе се види очигледно која страна ќе ја заземат. Дали ќе свртат грб на ВМРО? А факт е дека незадоволството на луѓето е толку големо, бидејќи никој, не само албанци, него било кој, не може да прифати како нормално тоа што се случило до сега. И мислам дека ќе бидат измеѓу две огна, нели, владеачката коалиција, но и луѓето. Ќе видиме на која страна која ќе превагне. А очигледно е дека луѓето не се задоволни. Жежок септември ќе биде. Јас благодарам што бевте гости.